Фудбалска вест која веќе не израдува годинава е пласманот на женската ракометна репрезентација на Македонија на предстојното европско првенство, кое во месец декември годинава ќе се одржи во Австрија, Швајцарија и Унгарија. Нашите најдобри ракометарки, предводени од новиот селектор, чие име за многумина можеби беше изненадување, стартуваше нова етапа во поглед на градењето тим за успеси, која очигледно имаше убав старт. Следниот фокус ќе биде групната фаза на континенталниот собир, каде веќе е познато дека наши противници ќе бидат домаќини од Унгарија, Шведска и Турција. Ќе биде ли нашиот состав конкурентен? Кои се најсилните, а кои најслабите страни на нашата репрезентација во моментов? Ќе претрпи ли промени процесот на тренирање и подготовка за предизвикот наречен европско? Овие нешта денеска ќе ги дознаеме од тројца гости во студиото кои се дел од женската ракометна репрезентација на Македонија. Тоа се селекторот Кристијан Грчевски, ракометарката Ана Марија Коларовска и тренерот задолжен за добра кондиција Тодор Филиповски. Ракомет е нашата денешна тема. Имаме тројца гости во студиото, се разбира, сите се дел од женската ракометна репрезентација, меѓутоа секој со своја улога. И ги представувам по хиерархија, така се договоривме. Кристијан Грчевски, селектор на репрезентацијата. Добре дојдовте. Добро ве најдовме. Тука е и Тодор Филиповски, кондиционен тренер на нашите најдобри ракометарки во моментов. Здраво, добар ден, фала на поканата. Здраво, здраво. И тука е Ана Марија Коларовска, единствен представник од дамите од тимот. Добре дојде. Многу ми е драго што сте тука, малце страмежливи сте, ама дека на почеток сме веројатно. Да, додека да тргне разговорот, ама имаме добра тема, затоа што вас ве очекува настап на европско првенство и тоа е доволна причина за нашата јавност да биде задоволна, се надевам. И добро ви тргна соработката, затоа што ајде да речеме дека се уште сте тазе. Како изгледа низ призма на селекторот нашиот пласман? Пласманот секако е голем пласман за нас, нели, после долга пауза, преку квалификации, пласирани на едно европско првенство. Добри квалификации, можеби како што рече, малце сме заедно, јас и девојките, стручен штаб, меѓутоа добро се вклопивме, добро се, полека како течеа тие ЕКФ недели, така се запознававме. И мислам дека на крајот завршиме како што посакувавме со еден позитивен резултат и со еден пласман на европско првенство. Дали лично очекувавте дека ќе имате, да речеме, волку добар стартен резултат, затоа што еве и работава со девојки официјално вие некако по-нов предизвик? Значи, со самодоверба влеговте и ја преземавте функцијата или имаше резервираност? Нормално дека со самодоверба и секогаш кога ќе се нафадам на било која работа, секогаш го гледам крајниот резултат како позитивен. Нели, тоа е нормално и така испадна на крај, да сварно добри квалификации, добри игри, се на се позитивно еден учинок за нас. По логиката на нештата, селекторот има одврзани раце да го одбере својот тим и вие одлучивте дека Тодор тука е потребен. Прво вие да кажете зошто? Бидејќи вака ние сме од млади категории заедно и игравме ракомет и многу се дружевме, може и најубавите години од животот ги поминавме заедно, многу добро се познаваме и тоа е еден многу важен сегмент, дел од стручниот штаб да бидеме не само на терен или за време на некои припремни периоди или него треба функционираме 24/7 заедно. Да. Дури што се вика и приватен живот и како си шопреш и кафе да се напиеме. Затоа што од тука почнува свет да се шири надоле на кај играчи, на кај екипа. Така да многу ми беше важно што е Тодор тука, што мислам го поканив, дали би сакал да работи со нас, со дел од репрезентацијата. И прифати нормално со две раце што се вика. Сега сам ќе раскаже, може? Така да тоа е тоа. Му благодарам на Тодор. Како се случи да ја добиете условно поканата или да биде тој разговор меѓу вас еве и како дојде до моментот да речете да, окей, доаѓам, сакам да бидам. Како што кажа селекторот, ние сме од многу рано заедно.
Значи болни по ракомет, тоа ми е основата, значи болни по ракомет. Јас тргнав на друга страна, почнав да се бавам со сила и кондиција и тука негде ни се склопија патиштата. И како беше се јави? Да, имам еден многу голем предизвик за тебе, дали сакаш да прифатиш нормално. Кој би рекол не? Национална селекција, тоа за мене е гордост, значи мислам и сега ми идат мореници која зборам за тоа, значи јас така го доживувам тоа, дека тоа е врв за еден играч, за еден тренер, значи тоа е врв на кариера, нормално дека прифатив и сега дам се од себе за овој пат да го изодиме и да направиме еден многу добар успех и цела нација да биде горда на нас и на девојките и на цел стручен штаб. Ана, имаш 21 година. Колку време веќе си дел од првата селекција? За мене ова беше прво искуство, да, на квалификациите. Какво е чувството кога ќе ти се јават исто и ќе ти информираат дека добиваш повик за репрезентација? Бев пресрекна и сепак репрезентација представуваш држава, горци на тоа и навистина чувството е прекрасно. А некаква трема, страв? Да, Има? Има. Секогаш. Дали колку во тој поглед помагале, барем во прво време, поискусните колешки во репрезентацијата? Како е тоа кога нели доаѓаш и сега си нов, мораш да чекаш, како да кажам, твојот глас да дојде на ред, така оди тоа како во некои минати времиња или по прифатени сме, се работи, мислам, не се осеќа толку дека сме нели нови во репрезентацијата, не прифатија одлично. Сите работиме подеднакво. Значи до сега искуството е добро. Така треба да се продолжи. Добро, дел од вашата филозофија, веќе тоа го свативме, имавме доволно време, таа ротација, давање на шанса на помладите играчи, значи ли тоа дека имате доволно избор? Задоволен ли сте со што располагаме? Да, секогаш има избор и не мора да значи дека тие ако се сега тука дека ќе бидат до крајот, не знам, на кариерата во репрезентација, нормално, секогаш се прати нивна форма и придонес. Секој играч може да има и епизодна улога. Мислам да се деси надпревар да изигра 2 минути и со тие 2 минути он може да дојде да го реши тој надпревар. Разбирате, не значи дека ако играш 55 минути дека ти си, не знам, прв играч, прва постава или како и да е. Со само 5 минути можеш да придонесеш толку многу да се заврти некој надпревар у наша полза и да бидеш херој на утакмица и така да ротацијата е многу важна, како да кажам, дел од поготово од ваков надпреварувачки карактер, од европско или светско првенство кај што се играат утакмица за утакмица, без добра ротација не може ништо да се постигне. Нема веќе оној ракомет 60 минути играат 6 души, тоа е завршена приказка, веќе одамна. Добро. Сега пак ќе се вратам на моментот зашто му се јавивте на Тодор. Значи, очигледно видовте дека има некои недостатоци и нешта кои треба да се коригираат, така? Нормално, да. Физичката припрема за било кој спортист или спорт е еден од најважните, како да кажам, сегменти за некој успех, нели? Нормално, ако не си физички подготвен и немаш како да кажем, кислород во мозокот, ти не можеш ни да размислуваш понатаму за некои тактики или не можеш да изиграш 10 минути и после тоа све више завршено. Сепак тука е Тодор. Мислиш како да земеш воздух. Да, мислиш како да преживееш кога ќе заврши надпреварот, што побрзо да можеш да се напиеш води да дишиш, да е нормално, да се врати до некој нормално. Затоа е многу важно и Тодор тука ете како што речени се средна патиштата после толку години и сум стварно среќен и сериозно добро работи. И мислам дека така ќе продолжи. Сега ќе ми каже како работи. Тоа треба да кажат ракометарките како ги мачи, да не се фали он, ја да го пофалам, да. Се шегувам. Не, прво Тодор да даде оценка од 1 до 10, не до 5. Еве дам повеќе поголема шанса, скала. На кое ниво ни е репрезентацијата женска во моментот во поглед на чиста сила и кондиција, на физичка спремност, на страна техника? Па генерално како целина, не знам сега тешко е пошто у секоја екипа нормално е да има играчи што се погоре, тоа се различни типови на играчи, различни типови на генетика, различни типови на атлети се тоа. Па не знам, еве да речеме дека сме негде на 7 тука негде отприлика. И различни играчи различни лиги играат, во различна форма се, све тоа различно, да. Јасно е, добро. И рековме сега имате
таков план и стратегија. Што тоа значи? Декември не е многу Да. блиску, но не е ни многу далеку. Дефинитивно. И треба да имаме предвид дека ќе имаме и летен природен рок, дека можеби Така, кај така. дел од девојките ќе има поголеми промени и така натаму. Што ќе правите во Па овие вака, месеци? Од кај ќе почнете? Дефинитивно сега сме у малце некој период каде што девојкиве се сега завршуваат првенства у нивните лиги, малце се поише фокусирани на клубовите. Значи ние сме секогаш тука, имаме цела програма у позадина што им е достапна, цела платформа. Значи што им е достапна со тренинзи, со се, но во овој момент значи се координираме кога се послободни, како што работиме. Нашиот план е да бидеме многу поактивни во летниот период, да речам кога не повеќето одмараат, него јас викам кога сериозните работат. Нормално ќе си го имаме тој нормален рекавери период од негде од 20 дена, значи каде што не мислиш на спорт, не мислиш на ништо, одмараме фул, договорени сме и после тоа почињаме онака стандардно да тераме програма некоја што ќе биде значи посебно издизајнирана за секој играч. Значи уделот на снага, уделот на кардиореспираторен фитнес, значи тоа ќе биде све стајано на една платформа што ние си ја направивме за нас, за селекцијата, што ќе биде достапна за играчите, значи да можеме да функционираме значи и надалечина, пошто сите се по клубови, некои во други градови, да биде многу подобро за нас, значи да им биде се блиску, да можеме да комуницираме на начин на кој што нема да имаме препреки. Значи платформа на кој што ќе има видео, тренинзи, значи све скоцкано за да биде. Значи сакаме да направиме нешто, сакаме девојките да видат, сакаме девојките да видат дека ние се грижиме за нив и дека сакаме и веруваме дека фидбекот од другата страна секогаш е како што треба. И според ова што го кажавте сега, девојките ќе треба индивидуално да се погрижат, максимално да ги испочитуваат вашите насоки и тоа што им е зададено како задача. Дали тоа значи дека кога ќе дојдат на Собир во септември, Септември. Вие точно ќе знаете секој од нив кој спиел, а кој тренирал. Да? Си има тестови, си има тестинг обавезно, значи такви работи. Значи јасно е видливо, тоа ми е прашање. Кога ќе ги имаме вака играчи, например јас ги гледам веќе скоро цела година и значи секој циклус како доаѓаме на секој ЕХФ недела, ние баш разговараме меѓу себе, викаме, значи гледај сега колку е овде подобро, гледај колку е тука подобро, за секој играч посебно кога ги знаеш повеќе играчите, многу се приметува напредок и многу се приметува како некој играч или паднал у форма. Или подобро. Дури меѓу нас на body language само ќе се погледнеме и да, се разбират. Со играчиве тоа е тоа. Колку е саат, добро. Сега, Ана, се разбира, другава страна. Еве со неколку зборови обиди се да ми ги опишеш тренериве. Секој тренер има свој стил, ти веќе имаш доволно искуство во соработка со различни тренери. Како би ги опишала? Не знам, во смисла дали се строги, не се строги, бара Не смеам да кажам. гласни, несогласни, има викање, лутење, нема. Има некоја граница на строгост, но не е тоа Не е претерано? Не е претерано, е смирено како што треба. Во ниеден момент нема што е најбитно сега да се раздре, Да, навреди или навреди понижување. или да. Одлично. Задоволна е? Задоволна. Клуб и репрезентација е различно, нели? И атмосферата е многу важен исто дел од една екипа. И верувам дека кој има хемија и кој има атмосфера, дека секој еден од играч до тренер до било кој најмалце 30% ќе даде повеќе него било што да. Да нема некој страф, меѓутоа секогаш почит мора да имаме. И тоа да нема вреѓање, да нема навреди или не знам како, некогаш може да се извикаме нешто што е нормално и така да тоа е сасвим нормална работа и стварно мора да има хемија и атмосфера за да ако сакаме да имаме некаков успех. Да не е индиферентност. Нормално, Добро рековте, некогаш дури и подобро човек да се налути, отколку да нема никаква реакција, да не му е гајле. Точно, токму така, граници имаме, меѓутоа се разбирање имаме за све. Секогаш нормално и некој играч да е моментално не е во форма и со него треба поразговараш како тоа се како не знам фамилија сме.
Малтани нормално некој да нема има лош ден, нешто период од фамилија, нешто му се случува, ние сме тука да поразговараме, да не мора да значи дека ако не игра добро, дека тоа готово заврши. Дека е за Кариера секогаш. готово заврши. Вие добро рековте, нити некој може би за секогаш ќе остане вечно најдобар и присутен и обратно. Нормално. Друг ќе Тоа е добие до шанс. нив да си работа, да секогаш да бидат спремни, подготвени за нови предизвици. Објективно конкуренција на секоја позиција има и во клуб и во репрезентација. Еве направи ми споредба. Како ти се чувствуваш околу твоето место и твојата позиција и на клубски план и во репрезентација? Пред се најбитно да имаш конкуренција, затоа што многу повеќе ќе се изградиш како играч, затоа што нормално нема да се речеш јас сум најдобар и сега нема кој да ме замени, секогаш се надоградуваш. Во репрезентација има поискусни, од кои треба да научиме и учиме некои работи. Во Во клуб клуб исто, и во клуб исто? Да. сега да има конкуренција и треба да се бориме. Знае да биде тешко и напорно многу, например, ако имаш напорен или набиен распоред на клубски план, еве конкретно кај вас сезонава имаш и меѓународни надпреварувања и доаѓаш во национален тим каде што и таму очигледно мора да се подобри темпото. Се темпира. Напорно е, уморни сме, ама знае како да се стемпира и знае како да ни постави работите за тоа све да поминува најдобар ред. Без повреди најбитно и Така е, тоа е најважно. Тоа е најважно. Тренерот, еве, отворено ќе кажеме пред гледачите, на фотографија забележува кој колку килограми има. Плюс минус, да. Значи, баш буквално и со голо око некогаш човек гледа во Па каква... да, кога ги имаш Да. пред тебе цело време си со нив и дефинитивно приметувам во едно обично движење приметувам нешто што е подобро или што е полошо. Некогаш приметувам кога не иде нешто, треба да знаеш да застанеш кога гледаш дека не иде нешто на без тренинг. форсирање. Да, значи гледаш дека играчите ти паѓаат, значи застани подобро, нема тоа ајде сега, боле застани, рекавери малце, другиот ден се многу поспремни него да isforsираш, како што рече Ана Марија, да дојде до повреда. Најбитен момент е да го превенираш тој момент, значи не можеш ти да спречиш повреда, но можеш да го превенираш тој момент. Јас, например, јас се осеќам како многу одговорен од тој дел и си ги барам грешките ако се случи нешто или до сега еве додека сме во клуб не ми се случило нешто такво. Се надевам нема ни да ми се случи, но пробувам да размислувам на таа страна. Значи го гледам играчот бил со репрезентација, окей, значи не работи кој што треба, застани полека. Тоа е тоа. Си има некоја периодизација што треба да се запази за кога му треба на тренерот екипата да му биде спремна, тогаш да му ја донесеш спремна. Женски организам и машки организам. Дефинитивно. Би ги споредиле дали едно од овие две е потешко или нема споредба туку? Да, нема споредба пошто женскиот организам е многу поразличен. Значи ако збориме сега за хормони, за ендокринологија, тоа е многу па и различно. емотивната страна, па и се. И емотивната Да. страна, да, точно. Се трудиме да го средиме тој процес кој што треба да биде, пошто верувам дека има моменти кога се во некои фази каде што треба да се пази што се прави, така да тоа е дел што исто Си го имате предвид, да. Дефинитивно. Така да работиме да ги запазиме тие моменти за, како што реков, да превенираме некои несакани работи. Може на машко ќе му речеш ајде на клупа и ќе оди на клупа и може нема толку многу да се секира. Точно. Ама кај женските знае да биде спротивно. Така што со овие работи Имав како се искуство сноѓате? на првиот собир, некој дел од девојките не беа у состав, па тоа беше малце трагично сватено од нивна страна. Па се објаснувавме дека тоа не е така, дека немаме нешто лошо, дека они не знам, не заслужуваат, меѓутоа давам шанса на други. Баш за оној систем на ротација не им беше реален малце. Да, зошто јас на клупа или да. Кај машките баш тоа е напротив е другачи. Си вика ќе одам да одморам. Да, некој тој ми кај супер уживај, нема проблем. Не се замари, тука завршуваме. Со нив е малце поинаку, треба уште 1-2 дена да им па истото да го повториш дека не е тоа намерно, дека не е тоа, дека тоа е начин на работа или дека не си имал зло нешто, не знам, малце поспецифични, меѓутоа и на тоа
и на тој план полека се стабилизираме и се навикнуваме. Па да, додека се запознаете, нели веќе го надминавте веројатно. Дефинитивно. Па затоа се оние циклуси кои ќе се даде поготово на селекција на селектори, се 4 годишен циклус. Да. Тоа не е малце, мислам и не е џабе, нели олимписки циклуси за запознавање за се. Ти у клуб да влезеш нов, најмалце 2 до 3 месеци ти требаат, кај што си секој ден у клуб на тренинг, па ти треба 2-3 месеци да се навикнете ти со играчи на тренери така. Да. Така да тоа е тоа. Жребка има, што значи и противници има. Се има, завршено, да се пласман чека. Тоа е. Да. Дај Боже. Туку како, сега сериозно, како гледате на нашава група, сакале или не сакале, ќе мора да одиме да се надпреваруваме со домакините. Значи не чекаат полни сали. Во Унгарија, особено ракометот е популарен и луѓето даваат поддршка. Тоа мислите дека може да ни промени нешто или? Па, за мене јас секогаш и како играч кој бев и сега и кога гостувавме, мене ми беше чест да играм пред полна сала. Никогаш не сум сакал да играм празна сала. И иако се тие противнички навивачи, мене тоа ме мотивирало. Оној период корона кој игравме беше како театар, одевме, може да тоа беше да, тоа беше филм. антиспорт атмосфера буквално. И така да се надевам, иако се домакини, иако играме нели со маđарките, можеби други некој ако падне ќе беше. Имаме надпревар прв со Шведска. Да. Добро е што е фаворитите, што да кажам, Шведска, Скандинавија, некој друго ниво можеби за нас. Ќе отвориме со нив да пробиеме, да скршиме мразот, да видиме како сме, што сме. Вториот надпревар многу важен за нас. Играме против Турска, па ќе кажам, ждребка да можеш и подобро и полоша, меѓутоа распоредот ни е окей. Со Турска ќе искочиме да се истепаме, јас стално викам, да пробаме да го добиеме тој надпревар и после ако се случи, значи да го добиеме, ние смаци со позитивна мисла и со позитивна енергија, со самодоверба, одиме на домакинките. Тоа е еден надпревар, 60 минути, топка е, максимално ќе се подготвиме, така да останува на нас да видиме дали можеме или не можеме. Во Унгарија има и доволно, јас би рекла, доволна бројка на македонци, плюс и не е многу далеку. Се надевам дека и вие ќе добиете поддршка, зошто да не? Да се надеваме, зашто да не дојдат. Можеби нема да сигурно нема да бидат побројни од домашните навивачи, но нема да бидеме, јас мислам, на нула, се надевам. Сигурно нема да бидеме. Нели, вообичаено сме на таа тема добри да си ги поддржиме репрезентациите. Ана Марија, ти како гледаш на противниците? Како што кажат селекторот, 60 минути топка и никогаш не се знае. Без разлика што се фаворити, во многу ситуации се докажало дека фаворитите губат од... И тоа е точно. Некако, каков ти е впечатокот? Потешки знаат да бидат надпреварите кои си играат дома, па тука полна сала, па не треба да ја разочараш? Или еве оваа спротивнава ситуација што ја коментираме, пример, одиш некаде каде што сите се против тебе. За тебе лично, од овие две, која е потешка? Да, која ти е потешка или со повеќе притисок, ајде да речеме? Со повеќе притисок е пред домашна публика, сепак треба да се покажеш по поинако светло. Од кого најмногу поддршка добиваш? Сестра ми. Да. И она е спортист. Повозрасна или? Повозрасна. Повозрасна и? Да. Она играше и фудбал и ракомет. Знае како ми е, знае дека го сакам тоа и никогаш не ми рекла штеди се или не оди на тренинг. Или секогаш ме поддржува, на секој такмица тука да ме поддржи. Да гледа. А критикува? Критикува. Да. Искрено беше ова критика. Да, да. Добронамерно, нормално. Важно е човек да има прилика да научи од добри луѓе, од дискусни луѓе и стратези. Вие имавте прилика, еве сега јас ќе споменам двајца, ако е подолг списокот ќе надополните. Кастратовиќ Зоран, така, ама и Раул Гонзалес. И Раул Гонзалес, да, и можеби почетоците млади категории репрезентација беше со Данило Брестовац исто. И со Данило Брестовац. Да, така да тие ми се три. Најдобрите лекции кои се сакам да чуеме сега. Па најдобри, од секого можеш да научиш све. Дали е добро или лошо, нели? И најважно е како јас сето тоа ќе го склопам во мојата глава, во мојот мозаик и од сите да излечеш по нешто и да си направиш една своја, како да кажеме, свој план, една своја стратегија, со сопствени идеи, сето тоа да го искомбинираш и да биде како да се прецрта дали во екипа или во национален тим
со едни позитивни резултати и позитивна атмосфера. Да, Така да. еве што ги набројавме, сите имаат буквално различен стил. Различни се и карактерно многу. Скоро се различни карактерно и затоа ви кажам, од секого по нешто можеш да научиш, така да и не е само пак ќе речем ракомет, со сите сум останати близок и све и можеш да научиш за надвор од ракомет од некои работи, што е дел од животот, нели, за некои одлуки како Да. се носат. Така И да. сега, например, еве, после некој надпревар, ако му се јавите на Раул Гонзалес, претпоставувам, можете до толку тоа да го направите, ќе одговори, ќе сака да даде последно совет? време не сме сега во Добро. контакт, меѓутоа претходно кога беше во Вардар долго време, нели, се задржа и стварно имавме контакт и доаѓаше дури на тренинзи со младинците кога трениравме, никош не направи проблем, зашо ни треба, како ни треба, која не яснотија. Бев нонстоп на тренинзи со Вардар, додека беа неговите тренинзи, со репрезентација исто, целен бев у сала. Се имав преписки, све што не е јасно, све можеше да ми објасни, да ми секогаш наоѓаше време, така да сум многу благодарен Без за тој проблем. период, да. Да. Беше тука човекот кој сакаше можеше да дојде да си научи нешто, секогаш отворен за соработка. Со Даниел и со Зоки сум друго нешто, ден денес сме заедно на телефон, контакт, така да во секој време можам да побарам и совет и имам и поддршка. Така да Вие тука сме. сте исто член на спортско семејство, ете пријатели, секако колеги, поврзани со спорт. Тоа знае да биде некош тешко. И они да критикуваат зашто ова вака, Тешко, да. Јас секогаш зборам со цела фамилија дома, и со спортисти, и се и деца ми се спортисти, освен сопругата и со неа ми е некогаш најубаво, пошто со спорт ретко правиме овет, нормално поддршка огромна за совети и со неа ми е некогаш најубаво што други теми. скороз други Да, да. теми и така да ми е онака нај време со неа поминато за тие работи ми е може и најубаво. Вие соработувате и на клубски план, така Да. ми рековте, очигледно дека и таму добро си ја вршите задачата ако ги земеме предвид резултатите. Втора година поред е Ѓорче на меѓународна сцена после подолга пауза, така? Не грешам. Во клуб претпоставувам, тоест реков дека сезоната не беше лесна, но веќе доаѓаме кон крајот. Сега малку кажи ми за тие клубски впечатоци и меѓународни искуства. Колку ти значеа? Колку е голема разликата да ни опишеш меѓу она што во Македонија го имате како надпревар и она што еве успеавте да го искусите и надвор? Сите надпревари се од големо искуство затоа што секаде се работи различно, секаде нивото на како да кажам, на работа во ракометот е различна. Тука доаѓаат поискусни играчи. Во Македонија скоро сите сме на некое ниво. Се знаеме како се надпреварите. Тука ти доаѓа екипа каде што пак ти е предизвик, затоа што е многу ја гледаш како фаворит. Да, да. И беше тешко на вистина? Беше, но ете, направивме нешто, стигнавме до четвртфинале, Така е. лани стигнавме до осмина финале. Оваа година се надминавме. Македонската лига сме еве на чекор до трета титула. Јас реков декември дека не знам не е ни далеку ни близко, но како вам ви се чини, затоа што кажавте каков е планот, кажавте дека има план, дека ќе се работи, но објективно доволно е тоа време за да си ги постигнете тие цели што ви се Па Поставени? гледано од страна на физичка припрема, јас мислам дека е, да речеме дека имаме добар период пред нас, сепак следува сега една пауза, еден летен период, затоа и јас на почетокот кажав дека сакам многу повеќе време да посветам во тој период кога да речам не се тренира. И сме разговарале со девојките и они се свесни, пошто повеќето се во странски клубови, исто и нашите тука што се во нашите клубови, свесни се дека тој период е еден од најбитните, најважните за да се кренеш на некое повисоко ниво. Зашто сме разговарале на таа тема 2 месеци да седиш и да не правиш ништо, да дојдеш на припреми, за 10 дена најдобриот тренер во светот не може ништо да ти направи. Значи, тоа е еден процес што треба да го следиш, значи професионален спорт. Сите сме слушале што работат врвни спортисти, врвни екипи, да не речам дека треба да копираш, ама можеш да учиш. Да. Можеш да видиш што работат по светски екипи, никој нормално треба да имаш одмор. Еден од најбитните работи е рекавери на телото, посебно
вакви, јас викам, фајтерски спортови како што е ракомет. Значи, овде има неверојатни движења, значи цело време, значи повеќе снага спортот овој не постои. Така да треба да си дефинитивно спремен за да издржиш ти 60 минути интензитет, некој што е, значи, у некоја зона кај што си цело време у спринтови, цело време си у промени, цело време си у црвено. Буквално црвена зона. Тоа е, затоа сакам да им го наметнам тоа на играчите, дека за да го издржиш тоа темпо треба да си премногу спремен, зашто ако не си спремен одма доаѓаат повреди. Значи не можеш да заштедиш. Сме гледале на пример во фудбал, голем е теренот, некој играч на другиот крај, на едниот крај стои, вамо се игра, он стои одмара. Ама овој другиот се нервира. Овој другиот вамо што трча, многу се нервира, тој таму што стои. Тој после ќе има превоци, таму после он стои. Да. Овде не постои таков момент, значи не можеш да нешто, застанеш, цело време си у спринтови 20, 30, 40 метри, дуели играчи, така да Тоа е тоа. дефинитивно мора да се изработи, мора да го кренеме нивото, мислам ние имаме некој ниво, треба да се крене што повеќе. И самите играчи професионалци се, не смеа да се остават. Пристапот мора биде соодветно на Тоа од нив зависи, професионален. ја сега зборам, од нив самите зависи, да. Со селекторот ќе завршам со неколку работи. Значи препознатлив по многу нешта, сега затоа вие само мора да дадете дефиниција. Прво фризурата. Па потоа други спортови, значи фудбал, кошарка, мотокрос, хокеј, таму некаде прочита велосипедизам, односно велосипед за секојдневна употреба. Да, скијам, сноуборд, кајт, сурф, све. И тоа се. Све. Добро, не, сакам да прашам, дали сите овие нешта ви се постојано дел од животот, не може да бидат подеднакво? До пред некое време, да. До пред некое време ми беа скоро, како да кажам, почесто скијав, возев мотори и така. Меѓутоа, последниве година, две веќе, еве со репрезентација сум, беше бутел, бев в странство, така да малце се олади, што се вика. Меѓутоа, еве, сега има можност и се надевам дека ова лето пак ќе си вратам тие работи малце, бидејќи човек мора и да се олади од она нешто што го работи 24/7, како што рече Тодор на почеток, ние сме стварно болни за раком, јас сум од јутро до сутра и у сали седев и сегне, меѓутоа рекавери има и за тренерот. Не само за играчи. Мора да има. И јас треба да одморам и така да може знам да си запалам и мотор и да си одам на планина, дали со фамилија ќе се кампува, ќе се сурфа, ќе се се тоа во игра, така да се оладиме од ова што не чека за понатаму. Ама професионално сега сте само селектор, ова ќе биде последно прашање. Договорот дали е продолжен? Само селектор, договорот е во тек, така да мислам дека нема да има проблем. Тоа беше само една, како да кажам, едно барање да видиме со циклусот како ќе завршиме, да не биде ништо посебно. Меѓутоа мислам дека нема да дојде до некои промени и се надевам дека ќе се дружиме и на подолг период, ако е све како што треба и ќе направиме све што можеме да бидеме на едно повисоко ниво. Ете така. Добро кажано за соодветен крај, нели? Така, да. Јас ќе ви посакам на сите најважното добро здравје, тоа го посакувам, му е неопходно на секој спортист. Ви посакувам успешна работа и подготовки. Не знам дали во меѓувреме ќе се видиме, имаме време, но како и да е, еве ние Ферплей, Телма секако ќе навива за женска македонска ракометна репрезентација. Благодариме на покана. Ви благодарам многу. Верувам дека и гледачите ќе се приклучат кон она што го реков и дека ќе бидеме тука да го поддржиме и македонскиот женски спорт малку повеќе, тоа му е потребно. Вам ви благодарам што нас не следите и поддржувате на некој начин. Нови содржини ќе ви подготвиме и за следното издание, а до тогаш вие бидете со програмата на Телма. Довидување.